особена чест и задоволство ми е да ви известам дека го почнавме и го завршивме најголемиот проект во историјата на Делчево и по својата финансиска конструкција, но што е уште многу позначајно по својата суштинска вредност и значење. Проектот водоснабдување на Делчево. Овој проект е мојата најголема сатисфакција како градоначалник. Посветено, одговорно и со срце за своите граѓани работевме во изминатите 6 години и изградивме еден од најсовремените системи за водоснабдување. Изградивме нова современа пречистителна станица, изградивме нови резервоари, изградивме нови прекидни комори, изградивме нови разделни шахти, изградивме нови обновливи извори на енергија од кои што ќе се напојува филтер станицата. Изградивме нова лабораторија за испитување на водата секојдневно и сето тоа поврзано на SCADA системот. Изградивме и многу други пропратни работи кои што се во склоп на водоснабдителниот систем. Водоснабдителен систем за сегашните генерации, но и за идните наши најмалку 100 генерации. Во моје лично име како градоначалник и во име на граѓаните на општина Делчево изразувам огромна благодарност до Швајцарската конфедерација и до сите оние кои што активно беа вклучени за реализација на овој огромен капитален проект. Заедно создаваме иднина која ќе трае. Водата за пиење во градот Делчево својот пат го започнува од браната Лошана. Самиот водоводен систем се состои од повеќе позиции од почетокот на брана Лошана до самите корисници. Водата за пиење од брана Лошана започна со употреба 2008 година. Капацитетот на браната е 1.130.000 метри кубни вода, од кои 1.080.000 метри кубни може да се користи за преработка. Максималното ниво на браната е кота од 823 метри надморска висина, а кота на зафаќање на водата е 795 метри надморска висина. А1 е првата позиција која се состои од куќа на браната, вентилска комора и комора за прекин на притисокот. Во куќата на браната се инсталирани соларни панели со 2 батерии, 3 и 4G комуникација, со долга антена, модем, програмобилни логички контролер и поврзан оптички кабел со првата комора на прекин на притисокот. Вентилската комора започнува на постојниот излез на вода од доводната кула на езерото. Има инсталирано нов вентил за прерабилницата на стариот вентил и уште еден вентил за испирање. На горниот дел на вентилската комора се инсталирани соларни панели. Комората за прекин на притисок е обновена од изведувачот. Таа е опремена со сензор за притисок во комбинација со мерење на температурата, пеперуткаст вентил со електричен актуатор, мерач на проток и механички пловачки вентил за одржување на нивото на водата константно. На влезот во резервоарот се инсталирани
и електрична и контролна табла, 2 батерии поврзани со соларните панели над вентилската комора. Водата од А1 продолжува кон А2, која е новоизградена. А2 е втората комора за прекид на притисок, која го ограничува статичкиот притисок на филтрите во станицата на максимум 9,6 бари. Во прекидната комора е инсталиран хидрогенератор кој произведува електрична енергија за инсталираната опрема. Затоа, протокот на вода од Лошана до А2 никогаш не смее да падне под 10 литри во секунда. Во итни ситуации, двете батерии можат да одржат прекин на напојувањето од 3 до 5 дена. Водата од А1 влегува во новата прекидна комора преку колектор со 5 електрични вентили и 4 така наречени вентури инјектори кои се користат за аерирање на водата, односно ја зголемуваат количината на кислород во неа. Резервоарот кој се наоѓа под цевките е со капацитет од 11,8 метри кубни. Електричните вентили автоматски се отвораат и затвораат наизменично во зависност од потребниот проток, кој се движи од 10 до 60 литри во секунда. Од резервоарот на прекидната комора, цевководот продолжува до почистителната станица во целото работилиште, која се нарекува А3. Во новата почистителна станица за вода се инсталирани 4 линии за филтрирање, од кои секоја се состои од мултимедијален филтер и филтер со активен јаглен. Тие се распоредени во серија вкупно 8 филтри и 4 филтри со активен јаглен. Филтерското корито на мултимедијалниот филтер се состои од 50 см слој од кварцен песок и 80 см слој од антрацит. Филтерскиот слој во филтерот со активен јаглен се состои од слој од активен јаглен со дебелина од 160 см. Филтрите се дизајнирани за континуирано испуштање на вода во опсек од 10 литри во секунда до 60 литри во секунда, при што еден од филтрите има номинален капацитет од 15 литри во секунда. Во зависност од протокот работат една или повеќе линии. Одливот низ филтрите се регулира со електрични вентили преку SCADA системот. Линиите за филтрирање 1 и 2 се поврзани со заеднички флокулатор на цевки, статичен миксер и байпас со вбризгување на флокулант-коагулант. Исто така и линиите 3 и 4 се поврзани со заеднички флокулатор на цевки, статичен миксер и байпас со вбризгување на флокулант. Протокот на вода во флокулаторот на цевки се движи од 10 до 30 литри во секунда. Влезниот притисок на почетокот на флокулаторот на цевката се одржува на статички притисок од 9,6 бари. При пол проток од 60 литри во секунда, кога сите 4 линии работат со максимален капацитет, притисокот паѓа на околу 8,3 бари. За подобри резултати од филтрацијата, комбиниран раствор од коагулант, флокулант, се дозира со суровата вода од Лошана пред да влезе во филтрите со медиум. Филтер линиите 1+2 и филтер линиите 3+4 се опремени со систем за флокулација кој се состои од байпас пумпа, пумпа за дозирање, статичен миксер и флокулатор за цевки. Коагулантот се дозира во байпас линијата која се напојува со сурова вода од Лошана со байпас пумпа. Байпас линијата служи за претходно разредување на коагулантот, така што ќе се постигне минималниот проток за инектирање во статичкиот миксер. Ова гарантира правилно мешање на коагулантот и водата. По поминувањето низ статичкиот миксер, водата влегува во флокулаторот за цевки, каде што флокулите имаат време да се формираат. Потоа водата се внесува во филтрите со медиум, каде што се отстрануваат флокулите. Коагулантот се дозира автоматски, пропорционално на протокот на вода низ линиите на филтерот, така што концентрацијата на коагулантот е константна. Потребната доза на коагуланта зависи од многу фактори, но претежно од составот и заматеноста на влезната вода. Утврдената доза се поставува во SCADA системот, каде што операторот може да ја смени количината во зависност од потребите. Матноста на влезната вода се мери со турбидиметар инсталиран во близина на байпас линијата. Во случај да покаже поголема вредност,
подолг временски период, операторот ја исклучува од работа станицата за да се заштитат филтрите и бајпас линиите од флокулација од запишување, односно затнување. Во тој случај, градот се снабдува со вода само од бунарите Б1 во Тработивиште и Б2 во Делчево, кои имаат доволно издашност за да ги задоволат потребите на градот. Изледната цевка и цевката од бунарите за подземните води Б1 се спојуваат и го формираат главниот цевковод кој носи вода за Делчево. Низводно од спојувањето на двете цевки е точката на инјектирање на хлордиоксид. Понатаму низводно е точката за земање мостри за мерење на преостанатиот хлордиоксид и главниот водомер. Кај овие две точки се изградени две нови шахти. Чистата вода од сите 4 филтер линии преку главниот рачен вентил се влева во главната изледна цевка за Делчево. Наспроти рачниот вентил е инсталиран турбидиметар за излез, која мери матноста на чистата вода. Ако матноста на водата се зголеми, се уклучува аларм на SCADA системот, при што операторот превзема соодветни мерки. По влегувањето на чистата вода во главниот цевковод за Делчево се врши дезинфекција со хлордиоксид. Хлордиоксидот се создава со мешање на 9% на хлороводородна киселина со 7,5% раствор на натриум хлорид. Свежо подготвениот раствор на хлородиоксид постојано се инјектира во бајпас линијата со постојан проток на вода од 1500 литри на час. Количината на концентриран раствор на хлородиоксид инјектиран во бајпас линијата е пропорционална на протокот во главната изледна цевка на станицата. Откако операторот ќе ја постави целата концентрација на хлородиоксид во SCADA системот работи целосно автоматски. На крајот од станицата, наспроти 4 линии, се наоѓа мерниот систем за мерење на резидуалниот однос на преостанатиот хлордиоксид. Измерената вредност може да биде помала од инјектираната доза поради брзото време на реакција на хлордиоксид со органските материи. Измерената вредност се пренесува онлайн на SCADA системот. Концентрираниот раствор на хлордиоксид во реакторот има жолто-портокалова боја и е многу токсичен. Затоа секогаш, кога треба да се работи во просторијата со генераторот, мора да се носи заштитна опрема. Во случај на истекување од реакторот, тој мора веднаш да се исклучи со помош на копчето за итно стопирање десно од просторијата. Потоа, сите треба да ја напуштат станицата и да се извести посебен оддел за химикалии, која има потребната опрема за респираторна заштита и деконтаминација на просторот. Системот е опремен со собствен контролер и е поврзан со SCADA системот. Внатре во станицата за вода има уште едно копче за итно стопирање. Главното копче за запирање за итни случаи се наоѓа веднаш до влезната врата на електрособата. Активирањето на оваа копче ја исклучува целата станица за вода во случај на критична вонредна состојба. Над ова копче се наоѓа и звучна сирена која гласно означува вклучен аларм. Од двете страни има изградено 2 резервоари со капацитет од 80 метри кубни вода. Едниот служи за складирање на чиста вода која се употребува за повратно перење на филтрите, додека другиот се користи за собирање на водата по испирањето на мултимедија филтрите. Оваа вода во резервоарот треба да се таложи најмалку 24 часа пред да се испушти во бредалница. Тињата која се таложи на дното од резервоарот може да се користи како органско ѓубриво. Испирањето на филтрите е повратен процес на движење на водата низ нив. Редовното испирање на филтрите е важно, бидејќи се изфрлаат натоложените честички и нечистотијата од нив. Целиот процес на испирање е автоматизиран преку SCADA системот и следен од операторот. До резервоарот за чиста вода е изградена посебна просторија во која се наоѓаат 2 пумпи за испирање. Тие работат паралелно за да го достигнат потребниот максимален проток од 160 литри во секунда. На влезот од станицата за вода, од десната страна се наоѓа електричната просторија. Во неја се сместени сите осигурувачи од електричните вентили и пумпи, мерачите на проток на филтер линиите, 2 пумпи и 2 фреквентни инвертери. Со
Собата содржи и екран на кој се поврзани сите механизми и системи на станицата за филтрирање. Операторите имаат можност да го следат технолошкиот процес и да извршуваат различни задачи преку интеракција со екранот директно во електричната просторија, како и од далечина од контролната соба на скада. Поради зголемената побарувачка на електрична енергија за работа на пумпната станица е инсталиран фотоволтаичен систем со 782 модули во вкупна инсталирана моќност од 250 киловати. Во непосредна близина е изградена и нова административна зграда. Во неа е сместена современата лабораторија, каде што се следи квалитетот на водата за пиење. Значи, во склоп на пречистителната станица работи овој експерименталниот лабораториски дел, во кој што ја испитуваме хемиски чистотата на водата, односно параметри кои што се испитуваат повеќе со апарати, пастелов апарат на кој што се испитува потрошувачката, хемиска потрошувачка на кислород, биохемиска потрошувачка на кислород, потоа се испитува вкупниот јаглероден диоксид, кој што се раствара во самата вода од самите седименти, карпи и така натаму. Потоа испитуваме pH вредноста на водата, испитуваме исто за напеноста на водата, тоа се апаратури кои што се доста прецизни. Како демонстрација само за кратко, значи ова е испитување на 5 параметри кои што се испитуваат со цел да се види првата нечистотија, така да наречем на водата. Мора прво да се дезинфицира. Значи тоа е параметар. 5 параметри кои што покажуваат на првата нечистотија на водата. До сега водата е во најдобар ред. Значи параметрите хемиски што ги испитуваме тука се најпрецизни. За кратко време ќе се покажат резултатите. Значи тоа е од излезната вода. Се покажува раствореност на тврдите материи, се покажува хемиската потрошувачка на кислород, биохемиска потрошувачка на кислород, вкупниот растворен јаглероден диоксид. Јаглеродот во самата почва што се појавува како овој производ во самата вода, значи секојдневно се испитува прво влезот, потоа како што знаете, значи мултимедијалните филтри, М1 и М2 денес работеа, потоа АЦФ1, АЦФ2 и излезот обавезно. Еднаш до 2 пати неделно правиме исто така анализи во град Делчево, значи на 2-3 пункта. Тоа е кај старата, мислам кај новата црква, таа чешма, кај градинката, во амбулантата. Значи овие параметри секојдневно се испитуваат и се првиот показател каква е состојбата на водата денес. Потоа вршиме со спектрофотометерот исто анализи, на него се прават со специјални кивети, во кои што се испитуваат потврдите материи кои што се наоѓаат во почвите, како алуминиум, амониум, нитрати, нитрити и така натаму. За pH на водата ви кажав. Исто се испитува секојдневно и хлордиоксидот, значи присуството на хлордиоксид, исто и во Делчево, кај нас го испитуваме. Овде е секојдневно со специјален апарат Кемио, кој што покажува колку по правило треба да е денешната доза и ако треба нешто да се зголеми, да се намали, така да исто и тоа е показател. Тоа таму е многу јакиот показател што е за нечистотијата на вода. Значи тоа е манганометриска титрација. Самиот процес на титрација се одвива со повеќе хемикали, имаме специјални опреми, специјални наочари. Се титрира, значи капка по капка, додека водата не стане бела. Значи, од овде читаме на самата бирета и преку него се покажува, например, колкава е потрошувачката на калиум перманганат во самата вода, а тоа е уствари манганометрискиот индекс, кој што ја покажува исто така нечистотијата на тврдите материи и цврстите. Значи, доколку се појави прво овде, ова е како потврда на сето тоа.
До сега, како што реков, значи параметрите што се добиени, физичките својства на водата и физичките недостатоци што се покажуваат тука, значи се во границите на нормал. Пред лабораторијата се наоѓа контролната соба на SCADA системот. SCADA системот е софтвер за визуализација и контрола кој се користи како интерфејс помеѓу операторите и контролниот систем, а потоа и до процесот. Едноставно, тоа е софтвер, програма што работи на компјутер, кој го представува процесот и уредите што го контролираат во форма на шеми, забелешки, вредности на променливите процеси и пиктограми за уредите. На овој екран, во една слика, е прикажана целата главна водоводна мрежа со сите придружни објекти кои учествуваат во преработката и дистрибуцијата на чистата вода за пиење до крајните потрушувачи во Делчево и некои села. Во близина на ПСВ се наоѓа пумпна станица наречена Б1. Таа е целосно обновена. Бунарот е опремен со 2 центрифугални пумпи. Максималниот проток на секоја од нив е по 25 литри во секунда со 7,5 бари. Пумпната станица треба да работи како приоритет кога е достапна доволна соларна енергија од фотоволтаиците. Во пумпната станица се инсталирани и 2 мерачи на проток, што го мери вкупниот одлив на двете пумпи, 2 фреквентни инвертери и 1 комбиниран сензор за ниво и температура во бунарот. И двата бунари се опремени со потопни пумпи кои можат да испорачуваат по 10 литри во секунда вода секоја. Главната водоводна цевка поминува низ новоизградената разделна шахта C3 пред село Тработивиште. Во C3 се инсталирани 3 линиски вентили и 1 водомер за село Тработивиште. Пред влезот на Делчево е изграден објект C006 во кој е инсталиран главен мерач за проток, која мери количината на вода која се испорачува за Делчево. На кровот на објектот се инсталирани 2 соларни панели со акумулатори во внатрешноста на пренос на сигналот до SCADA системот. На самиот влез во Делчево изградена е нова разделна шахта на местото на старата која е сушена, во која се инсталирани 4 нови вентили. Едниот крак води кон бунарскиот систем Б2 во Ново Делчево, каде што е реконструирана постоечката зграда. Во неа се инсталирани 2 центрифугални пумпи, секоја со максимален проток од 7,5 литри во секунда. Паралелно со пумпите се инсталирани и 2 ионизатори за дезинфекција со УВ. Тоа е систем со повеќе светилки со 4 УВ лампи. Другиот крак од разделната шахта оди кон C5, односно резервоарот во Звегор. Резервоарот се состои од 2 комори, секоја од нив со капацитет од по 400 метри кубни. Во него се заменити сите вентили и цевки со нови. Резервоарот служи за обезбедување на сигурно и доволно снабдување со вода за пиење во регионот. Во завршна фаза е изградбата на резервоарот Чука или C4, кој што е изграден на местото на стариот. Капацитетот на новиот резервоар е 800 метри кубни. Двата резервоари, Чука и Звегор, ќе обезбедуваат континуирано снабдување со вода за пиење за време на најголемите потреби, односно летниот период.